Добре дојдовте во уште една магична сцена. Во Струмица се снимаме пред Домот на културата или Театарот Струмички со Бранко Бенинов. Поводи имаме повеќе. Активноста на Струмички театар во изминатата 2019 година беше огромна. Прво имавте 70 години од постоење на театарот. Честитки, Бране, ти си еден од оние што се вика столбови во театарот со годините како што поминуваат. Од онај млад Бране, сега веќе полека те спремаме за во пензија, Бране. Да, уште малку. Уште малку. Бране, иначе, освен што е столб во театарот, тој овдека има и своји наследници. Неговите две ќерки се активни во театарот. Анкица е една од младите актерки, кои што веќе и не се толку млади, затоа што и самата е 5 години дел од ансамблот. Но сам да кажам дека тој направи две деца кои што ги насочи, некако ги воведе во театарскиот свет, а другата ќерка е па се занимава со режија, таа е режисерка. Се да е околу театарот и театарот да ни е дома, а домата да ни е театар. Некако така, Бране, кај тебе дојде? Па, искрено да кажем, во таа некоја фаза кога они размислува што да учат, што да студират, јас имав доста дилеми дали треба да студират, да се вратат на таа професија, но на крајот на краиштата уште мали како деца беа заразени со театарот. Имам неколку анекдоти од страна на нашата поранешна чистачка Злата, која имаше посебно кебе за нив. Значи, тие спија на седиштата. Значи, ки ги покриеше тука и си седеа и таа зараза во театарот тие имат уште од најмали нозе. Анкица, например, Коле Черкезов, после некои си 15 дена, ми вика, слушај, почнавме и Анкица влезе во проект. Кој проект влезе, бе? Ми вика, игра звончица во представата Петар Пан. Како може јас да не знам 15 дена? Значи, уопште ние немавме такви некви разговори. Јас дури ги насочував да не студират, да не одат во мојата професија, заради тоа што мислам дека не е баш едноставна, не е лесна, има многу откажувања. Мислам, не многу, туку премногу откажувања, за тоа што нашата професија нема делници, нема празници. Нон-стоп си на работа, обврски, но ете, љубовта према театарот не ми даде за право да вршам толку многу притисок, останав нем и на крајот на краиштата си ја избра професијата и сега си се окей. Со Анкица, кога разговора, се снимавме, Анкица вика, кога бев студентка, сакав да останам во Скопје да глумам и вика, татко ми беше тој првиот што беше категоричен дека можеш да се вратиш тука ако сакаш да станеш добра глумица, затоа што во помалите места, Струмица и нејзин дом, шансите се многу поголеми. Па добро, значи конкуренцијата во Скопје, таа беше еден период во МНТ гостуваше, еден период во театар комедија, така некоја чудна генерација беше таа на Дејан Пројковски, која беше многу успешна. Како студенти беа успешни и јас имав желба да ја донесам буквално во Струмица, затоа што и на нас ни требаше нели таленти, ни требаше млад кадар. И после 2 години упорна желба неина, на некој начин ја убедив и си дојде, беше на аудиција и ја примивме и мислам дека не погреши, затоа што во овој период веќе за тие 5 години има доста улоги. Изиграно, и главни, и успешни, и шо помалку успешни, но еве публиката ја засака и морам да кажем нешто многу важно. Значи, ова генерација што дојдоа помладите многу брзо ни ја вратија публиката. Баш така. Сериозен сум кога велам, имавме еден малку период во кој публиката некако ни стави ручна, но со доаѓањето на тие млади луѓе многу публика ни се врати. Баш. И кога разговарам со нив, тие се свесни за тоа и сакат уште повеќе да има публика и уште поголем интерес да има и тие го дават максимумот од себе. Како ги оценуваш овие изминати твои
години, децени поминати во Струмичкиот театар, 70 години, не е воопшто малку, не е мала Од кои бројка. 38? Од што 38 се твои. Повеќе од половина. Да, повеќе од половината се твои. Што се случуваше кога вака ќе направиме една ретроспектива за Бранко Бенинов како успешен актер во македонскиот театарски свет, посебно во Струмица? Што представува театарот за тебе во Струмица и што ти допринесе за развојот во театарска Струмица? Па, можем да кажем дека во животот треба да бидеш многу среќен. Јас имав среќа што влегов во една екипа кај што имаше големи мајстори на театарската уметност, кои не учеа, ама буквално од големата печатна буква А па до Ш, за секој проект неверојатно ни помага. Морам да ги спомнам Александар Думов, Стојан Гогов, Кирил Здравески, значи Зора Ѓурѓиева, Пеперевска. Значи тоа бе луѓе кои многу знаеа за театар. Многу, и нивното искуство ни даваше за право ние буквално да бидеме нивни деца. Се однесува према нас како учители, како воспитувачи, не учеа дека актерот нема право на приватност, мора да биде, значи, внимателен и на пазар, и на улица, и во училиште, и секаде мора да биде актер, заради тоа што во театарот се доаѓа на представа заради личност. Значи не се доаѓа за, не знам, некој текст или не знам што. Не. Актерот е индивидуа кој учествува во еден колективен чин во кој секој си има свој љубимец. Значи го сака тој актер и доаѓа на представа. Така да тој период во почетокот мислам дека среќата мене и на некои од моите помлади колеги тогаш, сега веќе возрастни, ни даде за право да учиме и да стекнеме едно огромно искуство, и потоа многу брзо се случи, тие заминаа сите во пензија и ние останавме на некој начин само 6 глумци. И не беше лесно, моравме цел репертуар да го носиме на грб. Значи, ако сака некој од режисерите да не стават во некој фах, ти си комичар, ти си ова, ти си она, немаше шанси. Мораше да играме и трагедии, мораше да играме и драми, така да, иако Струмица е како град мал, некои си 35.000 жители, но за среќа ние сме најмалиот град со професионален театар кој успеавме тие 70 години да го задржиме, и фала му на Бога што ете, овој центар за култура ни однеси многу здравие и многу, но и многу спомени, нормално, нели? Иначе самиот објект како објект знаеме што значи 700 и 500 души, публика, сето тоа 24 ред, деформации, викање, дерење додек да стигне до самиот, да. Малиот театар е театар за баш, нели, до 300 луѓе, мала сцена, интима, љубов, се. Тука немаше шанси многу ние, нели, у тој дел да изразиме некви интимни чувства, заради тоа што е далеко. Знаеш како се изјавува љубов, не може на тераса таму, знаеш колку тебе те сака, на 24 ред, тут и сабајле. Така да, имавме кризи во смисол на, нели, 6 актери, со 6 актери, кај се прави театар? Шо може да правиш? Доста гостувања, јас можем да кажем дека ни Струмичкиот театар помина сите врвни имиња од театарот во Македонија, и Игор, и Тони, и Кили, и Марија Кондовска, и Снежана Конеска Руси, значи една плејада на актери и актерки кои мора да го надополнат тој недостатокот. За среќа во последните, значи, години се случи да ансамблот се обнови и ова е ново време. И многу сум среќен што е така. Среќен у прасмисол на зборот, заради тоа што генерацијски се
млади луѓе со посебна некоја енергија. И како израз театарски донесува некоја страшна свежина. Можеби за мене лично во почетокот беше чудно како, што, но лично мислам дека сум човек кој сака да се прилагодува на тие нови младешки трендови во театарот и среќен сум и успеав да се уклопам со нив и гледам дека доста ме разбират, многу ми помага во новите трендови, но и јас мислам дека успеав и на нив да им помогнем од гледиште на таа стара школа, заради тоа што во театрот нема некои посебни рецепти, нели, напишени, по тој рецепт се прави тоа. Не, тоа е процес кај што се истражува многу, кај што се работи многу. Знаеме, секоја представа 60 дена е макотрпна работа, првото читање е чудно. Значи, од сам почеток до крај, можеби затоа е нашата професија толку интересна, заради тоа што ако правиме 5 представи на едногодишно ниво, се е различно. Баш така. И е динамично и интересантно, можеш да создаваш, да креираш, да внесеш своји елементи, режисерот да внесе своји елементи, драматургијата да даде своја димензија и на крајот да излезе производ таков каков што е, за да, еве, славиме 70 години и да се надевам дека ова година таму во како што викат, нели, во септември, да влеземе во тој старо нов театар. Јас сум иначе таму примен на работа, далеката 81 година во декември, за во февруар инспекцијата да ни го забрани театар. И не пратија во домот на Арама до 86-та, а 86-та веќе се префрливме тука. Се надевам 2,5 години имам до пензија. Дека ќе ги одработиш и тоа убаво. И таму да ги одработам. Сакам од таму да си одам упина. Како што се оди во таа насока дека навистина ќе биде оваа година отворен. Дај Боже, да. И дека сигурно пензијата таму ќе ја дочекаш. Бране, тебе те поистоветуваат како актер кој што се знае да одигра, но идеално и по конституција и по емоции комедијата е она што можеби најмногу ти лежи како на особа. Дали и ти си сакаш комедијата најмногу или можеби подеднакво си посветен на сите, некако посвето тоа сигурно, на било кој процес се давате максимално. Но дали кога ја спремаш комедијата некако ти е полесно или па можеби поголем товар зашто луѓето очекуваат од тебе можеби и најмногу? Па и тоа и тоа. И луѓето очекуваат, и јас мислам дека подобро се снаоѓам. Иако имам изиграно и трагедии, и драми, и се, но комедијата ми лежи заради тоа што веројатно комуникацијата, значи социализацијата на една личност, кога комуницираш во таков мал град, значи ти си секаде присутен и секаде од тебе очекуваат нешто, нели? И од тоа очекување ти дава за право, нели, некој пат да си некаде духови тоа. Иначе јас у живот немам кажано во друштво ни еден виц, а знам 1 милион. Зашто? Значи, секој пат сум мислел дека јас имам простор каде треба да се докажем, а им давам шанса на луѓето во друштво други да кажуват вицеви, да кажуват такви штосови, но некаде мораш, нели, да бидеш забавен. Заради себе, заради друштвото, значи, и од тој аспект мислам дека комедијата е многу тежок род за игра, многу тежок. Не е лесно некого да насмееш, не е лесно, и тоа да го држиш, нели, во таа кондиција некој си 2 сати или сати 45 минути, зависи од комедијата. По конституција сум мал човек, но чувството дека сум 2 метра го имам од роѓење. Што значи, никој пат не сум имал комплекси за убавина, за не знам, за висина. И секој пат се зафркавам на моја сметка кога велам Господ кога давал висина, нели, големина на човекот, јас сум бил подрум за дрва. Кога давал убавина,
И аз съм бил на чешмата по вода. Значи баба ми ме пратила. Така да Господ ги заборавил тия работи, но за среќа сум така сум се снашол добро. Пак кажувам, во животот треба човек да има среќа. Среќа. Може да бидеш ти и много образован, може да бидеш и не знам колко интелектуалец, али среќата е много важна работа. Во право време на вистинско место. Затоа што веројатно театрот е може би Божја дарба, нели? Значи вака не чука Дедо Господ, ти вика, ти влези у театар, ти ке почекаш и изборот е тој. Значи, јас мислам дека и младите колеги треба да бидат свесни дека се избрани од Бога да бидат во таа професија и треба да ја штитат и да ја бранат до крај. И како филозофија на живење, затоа што театарот мора да се живее. Нема шанси нешто ќе излезам од вратата и го заборавам театар. Не, театарот е секојдневие, посебно сега од кога почнавме ние да функционираме и тројцата, значи јас и двете ќерки, ние буквално друга тема немаме дома за разговор. Веројатно жена ми има проблеми со тоа, затоа што она не е од нашата фела и многу пати знае некаде во 3 сат са бали да кажа мам бе доста тој театар, легнете, спите бе луѓе, мам бе оставете го театар. Ама нема шанса, тоа си е така и нема другаче. Тоа е живот, ништо друго. Час сладко, час лутко. Пробај ги новите Чоко Стоби Флипс Dark and Chili со наизменича комбинација на чоколаден флипс и луто чили. Витаминка. Рековме другата ќерка е режисерка. Да. Па добро, таа магистрираше театарска режија, специализацијата и е продукција и менеджмент, а основната диплома е филмска режија, така да има 3 дипломи, но дипломата не работи. Мислам дека во нашата професија треба љубов, треба сакање, треба да зацртува човек одредени цели и да тргне по патот да ги достигнува тие цели. Нели? Олби има една многу добра реченица кога вели до целта се стигнува по 2 пата. Едниот пат е долг и тежок, другиот лесен и краток, но најпрви мора да се помине долгиот и тешкиот, за да знаеш како да стигнеш. Јас таа фраза ја употребувам многу и многу точна. Иначе пред едно 10 дена гледав еден интересен документарец каде еден професор ги учи децата дека за да станеш совршен потребни се 10.000 часа макотрапна работа за да станеш, но совршен во одредена професија. Мислам дека го спомна Џоковиќ како тенисер, спомна Дражен Петровиќ како кошаркар, кој што надвор од своите, да кажеме, нели, тренинзи, дупло уште по 3 по 4 часа работа. И тоа е резултат врз многу работење. И кај нас е исто. Ако се работи многу, се добиват врвни резултати, а морам да потенцирам дека во овие 3 години многу се работи кај нас и резултатот се гледа.
Кога станува збор за вашата фамилија Бенинови, сега почнуваат да се спрема тетовирани души во режија на Бубе. Можам да кажам со сигурност, тврдам дека тоа ќе биде преубава представа, затоа што Бубе кога ќе почне нешто да работи, а го работи со љубов, тоа ќе излези до совршено одличен проект. Но друго ми падна во очи дека сите тројца сте внатре во представата, и ти и двете ќерки. Па добро, значи Катерина сега, бидејќи ние немаме класичен инспициент, таа значи ја игра улогата на инспициент и таа ја координира цела таа состојба. Анкица исто игра во тетовирање, јас играм во тетовирање, го играм Колјо, кој е многу добар лик. Самиот факт, значи што се навраќаме повторно на Горан Стефановски, еве можеби беше време, нели? Иако неговата смрт можеби не беше време, нели? Но евте Горан Стефановски со својата врвна драматургија успеа да ја дигне Македонија на малку повисоко ниво, на светско ниво, а таа драматургија нам ни е прилично блиска. Јас имам Летво место имам работено малку поодавна, но бидејќи е бил присутен на сите театри, Горан е многу наш, на глумците, буквално е наш човек. И ние го прифаќаме како човек кој пишува за актеров, пишува за театарот. Може би тука има и какви мали политички димензии, но мене ми се чини дека најчесто ги обработува судбините на луѓето. Така да тетовирање како метафора, тетовирање за мене сите сме истетовирани, нели? Посебно ние балканците, како ни се пере мозокот со може би и цел свет, ама еве ние секој пат се прифаќаме на наш грб, како сме сега истетовирани со, не знам, одење, не знам каде, во Европа, во НАТО, значи сето тоа е јавното мислење ни го креираат некакви квази ситуации, нема ги вредностите, човечките вредности, ги нема вредностите на уметниците. Мене ми се чини дека политиката се зема толку за право во последните 15-20 години да они се главни, они го креират светот. Не можеме да видиме на телевизија нешто нормално. Имаме врвни уметници, сликари, музичари. Сето тоа е бегло, поминато, кратка информација и толку. Не може ти за Горан Стефановски да посветиш само еден ден и после тоа го забораваш. Значи Горан Стефановски треба да биде присутен во сите училишта, значи мора да се учи до крај, заради тоа што нуди дури воспитание и образование и поглед на свет и се. Не можеме ние да се ставиме у рамка на креирање на јавно мислење од, не знам, некакви телевизии, кои телевизии веќе се, да ти кажем, од турски серии ме преку глава. Значи, некоја телевизија ќе даде некоја театарска представа. Жално. Значи, толку работи се случуваат. Ако не беше тој филм од Медена земја сега, никој немаше да збори за уметност. Ако не беше. А тоа е врв достигнување кое дали сме земали Оскар. Не е ни важно. Важно, сите цел свет збореше ли за Медена земја? Збореше. Фала, направија дечките, честитам, треба да слегнеме капа, треба да ја почитуваме уметноста и тоа е тоа. Мислам дека треба многу повеќе. Ако сватиме само еден многу прост податок, значи нема поевтина карта театарска у светот. Да, вие имате 100 денари карта. 100 денари, жално. Значи, 120 денари еден сендвич, а 100 денари една карта. И за мене треба да биде овој театар пол со луѓе. Зашто да седиме дома и да гледаме глупости или не знам, да седиме по кафани, по кафичи, да престанеме да читаме. Имаме проблем. Не чита никој. Па не мора да читаш. Дојди у театар, гледа една представа, како да си прочитал една книга. Исто. Но
нешто сме сите затворени, нешто сите фитнес, нешто. И тоа не е лошо. Океј, оди вежбај, тоа е добро. Оди на Свети Илија, трчај. Арава, да не видиш театар, да не... Пази, 1500 деца тренирале фудбал низ тие школите кај нас. А на стадион нема од 200 луѓе повеќе. Чекај бе, нивните родители бар да одат да ги гледат тие деца. 1500 деца ако тренират фудбал пута 2, 3000 треба да има на стадион. Нема. Ракомет, кошерка, 100 денари влезница, 50 денари влезница, никој не ода да гледа кошерка, да гледа ракомет. И што правиме ние? Ништо. Готвиме дома. И гледаме глупост. Уствари не гледаме. Слушаме заради тоа што синхронизирано и клапаме јајца и кроми. Без веза. Но, јас мислам дека многу брзо се враќа публиката, пак ќе кажем, благодарение на младите луѓе. Они се супер. 2020? Па не знам, мислам дека на поведок се 3 квалитетни представи, кои се финансирани од Министерството. Реј Куни го правиме со Коле. Ревизор со еден режисер од Бугарија. Тоа треба да биде во септември. Обично гостуваме по тие фестивали, градови наши со кои имаме соработка. Еве пред неколку дена се вративме од Хрватска. Бевме таму на фестивал. Мислам дека поминавме многу добро, затоа што актерски шепоти од вода е една велелепна представа која младите деца ја прават феноменално. Со многу енергија, многу чудна форма, изразна форма. Самиот режисер Срđan направи представа која е баш фестивалска. Така да мислам дека 2020 ќе биде исто така успешно. Успешна година и дај Боже да влеземе во новиот театар, во Староновиот. Само тоа ми е мене желба. Знаеш, за представи знаеме ние мора да ги вадиме, мора да излегуваат, мора да правиме квалитет. Во моментот ние како мал театар имаме 6 представи на репертуар. Па не е малку за струмички театар. Реално зборам, нели? Така да посакувам долг живот, убаво здравје, да си нонстоп на сцена, да не насмејуваш, да не растажуваш некогаш, повеќе да не насмејуваш. Да. На ќерките супер патека се им трасирал, само треба да го изведат патот паметно. Се надевам дека се ќе тече како што треба, дека убавите работи ќе ни се случуваат, понеубавите работи ќе ги забораваме. Се надам дека можеби конечно културата ќе е она главна гранка во секој случај треба да биде. Во секој случај треба да е на прво место. Образованието, културата, спортот, тие се важни компоненти на едно живење, така да кариера на било кој е краткотрајна, дали е 3 години, 4 години, после тоа нема политика, имаш професија. Професијата е важна работа. И пак ќе кажем, кога ќе помножиме тие 10.000 часа, макотрпна работа, нема нешто да не се успее, мора да се успее. И мислам дека таква енергија треба да внесеме во сите млади луѓе и да им посакам среќа, пред се среќа, како што јас сум среќен. Јас сум среќен денеска што ти имав тебе за мој соговорник. Фала многу и поздрав за вашите гледачи.